Таму каде што некогаш течело, пак ќе тече. Оваа животна мудрост која може да се преточи како универзална ситуација на повеќе полиња, како прашалник сега се надвиснува над кавадаречки фени. Комбинатот кој не зависи само економијата на еден регион, туку во еден добар дел зависи и економскиот растеж на земјата. Но агонијата во фени продолжува. Работниците се секојдневно на протести или на улица. Кој и зошто го уништуваше фени? Каде побегнаа поранешните газди? Дали фени се токми за швајцарско-грчки фонд? Бугарски енекот пак удри по банкарите во Македонија. Во студиото на 24 отворено, вечерва ќе се обидеме да ја разоткриеме вистината за случувањата во фени. Гостуваат вице-премиерот Кочо Андјушев. Добро вечер и добре дојдовте во студиото на 24 отворено. Чинам прв пат во ова студио. Да, благодарам на поканата. Добро вечер на гостите во студиото, добро вечер на вашите ценети гледачи. Ви благодарам што ја отварате оваа тема. Ценам дека е многу важна за македонската економија, општо за македонското стопанство и за македонскиот народ, а посебно за луѓето во Тиквешкиот регион. Никола Џамбазовски, представник на Комерцијална банка, еден од главните доверители во фени, но во исто време представник и на останатите банки доверители. Дали добро кажав? Да, добро кажавте. Ставовите кои што ќе ги изнесам се и ставови на останатите банки, кредитори во компанијата Фени. Господин Џамбазовски, ви благодарам и на вас што дојдовте во студиото. Во Софија пак, во линк во живо, ја имаме собственичката на Енекот, Нели Бешировска, чие интервју во јавноста во Македонија предизвика исто така голема дебата. Поздрав до Софија од студиото во Скопје. Здравейте, аз нищо не чувам. Добър вечер. Добър вечер на всички ваши зрители. Добър вечер на всички хора, които гледат в студиото и на уважаемия вице-премиер Андјушев и на представителя на банката. Да, ви благодарам. Малку покасно ќе ве вклучиме со вашите ставови. Тука во студиото е Ѓорѓи Палитов, представник на синдикатот во Фени, заедно со представници на работниците кои што исто така се во студиото. Господин Палитов, добро вечер и за вас. Добро вечер. Благодарам на поканата. Имавте тешки денови изминативе неколку месеци, да речем? Тешки денови, тоа напорни, со залагање на сите нас да успееме и да ги оствариме нашите права, ама некако тешко ни оде. Ете, стигнавме до тоа што стигнавме, па се надеваме на подобро. Така е. Во студиото е и представник на иницијативниот одбор за смени во синдикатот, тоа е господинот Благој Митрев. Добро вечер и за вас, господине Митрев. Вие исто така изразивте желба да бидете дел од ова студио, бидејќи и во синдикатот има одредени случувања, тие во текот на емисијата се разбира ќе ги поразговараме. Се на се не очекува плодна дебата и широка дебата, што се случуваше и што е уште поважно, што ќе се случува понатаму со Фени. Господине Андјушев, постапката трае предстечајната, додека не се утврдат точните износи на суми кои што ќе после кои ќе се знае поточно како ќе оди целата работа. Што мислите, ќе се најде ли купец за комбинатот? Значи, јас не мислам. Не е работата во фаза на мислење, него работата е во фаза на тоа дека заинтересирани купци постојат и тие уплатија депозит. Значи, тука веќе нема простор за мислење, него има простор за аргументи. Практично, ние сите кога зборуваме за економија, треба да зборуваме за аргументи. Економијата мораме да ја гледаме преку аргументи и бројки. Мислам дека треба сите да бидеме свесни прво за почетната состојба која што ја предизвика денешната ситуација. Почетната состојба настана со неможноста Фени да си ги плаќа своите обврски према доверителите, во случајот према една од банките, и таа банка покрена према нејзе активирање на своето обезбедување, односно на своите хипотеки. И така почна лавината во Фени. Тогаш се направи пресекот и пресекот, за да биде јасно на сите гледачи во Република Македонија, е следниот. Фени во тој момент е во собственост на Кунико. Кунико е групација која што е регистрирана во Холандија. Таа има собственици кои што се од повеќе држави од бившиот Советски сојуз, Узбекистан, Казахстан и така натаму. Таа и од Израел, се извинувам? Не од Израел. Мислам дека има 9% од Израел кои што претходно имале други собственици, била друга собственичката структура, но она што е битно да се каже во моментот е дека тие управуваат покрај со Фени, во собственост имаат и рудник во Гватемала за фероникел
Имаат фероникели исто таква фабрика за производство на фероникел, само помалечка во Косово, помалечка во споредба со Фени. И имаат во Дубај фирма, се вика Кунико Маркетинг енд Трейдинг, преку која што го вршат купувањето на целиот фероникел. Значи рудата се купува од нивниот рудник во Гватемала, се меша со албанска руда и целото производство се продава во Дубај, во Кунико Маркетинг и Трейдинг. Во тој момент, кога се прави пресекот, Фени има долгови од над 60 милиона евра, од кои 40 милиона евра према банките и над 20 милиона евра према доверители во Република Македонија. Сите тие беа во опасност дека ќе ги изгубат своите пари. Тука мораме да кажеме дека собствениците Кунико беа повикани да кажат што ќе прават со компанијата понатаму. Тие многу јасно и децидно кажа дека немаат финансиски средства да ја санираат состојбата и дека практично немаш излезно решение, освен тоа да тие најдат инвеститор, а ние им помогнеме во тоа и тие побара од нас да им помогнеме, да се најде инвеститор кој што ќе ја превземе компанијата, но она што ние го поставивме како услов беше со сите обврски. Сега тука сакам да кажам многу децидно за македонската јавност и да подвлечам, дека кога викаме дека треба некој да ја превземе компанијата со сите обврски, тоа значи дека тој што ќе ја купи за $1 ја купува уствари за над 60 милиона долара, бидејќи тој треба да ги превземе обврските према банките и према доверителите. Пазете, во тие доверители се транспортни работници и кои што имаат приватни камиони над 4 милиона евра. Во тие доверители се други компании кои што се во Република Македонија. Не, тоа за сега спорен дел. Точно е дека ќе се преземе со сите долгови што ги има и тоа чини околу 60 милиони. Што се случува во комуникацијата меѓу Кунико и владата во делот на барањето на инвеститор? Сега ќе го објасниме и тој момент. Значи ние како влада практично не можеме да се мешаме во судските постапки и не можеме да се мешаме во должничко-доверителските односи меѓу компаниите. Тоа се нивни односи. Ние мораме како влада да се грижиме нашата држава да ја доведеме на прав пат, на правна држава и да си ја вршиме работата што има владата. А владата има работа да ствара бизнис клима, односно амбиент за работење, да се грижи да владеат законите во државата, мислам економските закони, да привлекува инвеститори, ние тоа управо се обидовме да го направиме. Стапивме во комуникација со повеќе инвеститори, сите тие ги замоливме да дојдат, тие дојдоа во Република Македонија и тие беа спремни да преговараат со Кунико. Кунико избра да компанијата ја предаде на Енекот. Тоа е нивно право и нивна работа и тука не можевме ние да се мешаме. Меѓутоа, таа сделка никогаш не се случи. Зошто таа сделка никогаш не се случи? Таа сделка никогаш не се случи заради тоа што Кунико имаше направено уште една работа, а тоа е да имаше позајмено 35 милиона долара, односно земено аванс од кинеска трафигура и поради тоа и поради значи они го земале авансот за да испорачаат фероникел, но бидејќи не го испорачале фероникелот, не можеа да го симнат залогот на уделите. Значи сакам јасно да кажам дека Кунико, спротивно на македонските закони, покрај тоа што неговите удели и целиот движен и недвижен имот во компанијата бил заложен во банките, тој дополнително ги заложил уделите уште према кинеска трафигура. И во моментот кога сакаше Кунико да ја продаде компанијата, односно да ја предаде на, во случајот Енекот, но и кога било кој друг би бил заинтересиран, тие тоа не можеа да го направат, бидејќи тие удели беа под залог према трафигура од Кина. Тие не можеа тој залог да го тргнат. Затоа не се дозволи преземањето од Енекот, бидејќи тие имаат договор за купување. Видете, никој нити дозволи, нити не дозволи. Практично не може тоа да се случи. Вие не можете впишани во централниот регистар Енекот како собственици? Значи Енекот во ниеден момент не беше впишан во централниот регистар на Република Македонија како собственик. Само извршниот директор на Енекот, господинот Рајчо Кацаров, беше назначен за управител на Фени, а Фени се до одењето во стечај цело време беше собственост на Кунико, бидејќи и немаше услови како таа собственост да се пренесе. И сега видите, имате една ситуација каде што собственикот не може да ја санира состојбата, не може да даде плата, не може да го обнови производниот процес, од друга страна и не може да ги пренесе уделите заради тоа што тие се заложени према доверител и тоа противзаконски заложени, но тоа е друго прашање. Значи заложени према доверител кој што нема да ја симне хипотеката заради тоа што не ја добил робата која што ја очекувал и за која што платил авансно средства
И тоа беше почетната ситуација во Фени. При тоа, морам да кажам, дека јас бев лично изненаден, кога дојдовме до сознанијата дека Фени нема дадено завршна сметка за 2015 и за 2016 година. Па ви се молам, последната пилјара и најмалиот дуќан во Македонија, ако не даде завршна сметка за некоја година, ќе биде сомнителен и ќе биде под, како да кажем, истрага на инспекциите во државата или сите тела кои што се занимаваат со работењето на компаниите. Како Добро, може... да, секако. Сега, но тоа е една наследена ситуација, токму за тоа и Да за дојдеме до процесот. она кривичната пријава, постои кривична пријава против Така. поранешниот директор на Фени Југ. Но мислам дека е Јусуф. многу важно. Јас би сакал тука да ја вклучиме госпоѓата Беширова од Само ако Софија. ми дозволите уште една минута да кажам за постапката. Уште само кратко ве Да, молам, пошто зашто мислам дека е Беширова многу чека важно, на многу ова. важно да ја кажеме почетната состојба од која што тргнавме. Таа е почетната состојба. Сега, значи, околу постапката понатаму, бидејќи веќе немаше решение на состојбата, доверителите, односно банките како главни доверители во ситуацијата, покренаа законска стечајна постапка. 45 дена беше блокирана сметката, после 45 дена може да се покрене стечајна постапка, но стечајната постапка не значи доаѓање до продажба на името. Стечајна постапка постои и со реструктурирање на компанијата. И мислам дека Фени е прв случај во Република Македонија каде што после одењето во стечај, следниот ден сите се вработени повторно и после одењето во стечај, следниот ден се зема плата. Односно за 2-3 дена се зема плата, колку што беше потребно да се отворат сметки административни. Процесот апсолутно е, значи, под контрола на доверителите и банките. Тука владата нема што да се меша, само ја прати ситуацијата, бидејќи апсолутно ја разбираме важноста на комбинатот Фени за Македонија, посебно за регионот. Многу е сензитивна и затоа ние будно ја пратиме со капацитетот што го има владата. Но тоа е во рамките на правосудните органи и во рамките на доверителите, во рацете на доверителите. Тие, за да се заштитат себе си и да ги заштитат при тоа интересите на сите вработени доверители, бараа и понудија меморандум на сите тука доверители. се банките, ќе го објаснат тоа. Во овој момент би сакал да ја вклучам гостинката од Софија, господјата Беширова. Се надевам слушнавте дел од излагањето на вице-премиерот. Ало? Да. Аз чувам с малко закъснение, но всичко чувам. Да, това, което каза господин Ангюшев е вярно, но само искам да нанеса леко пояснение. И то е, че ние имахме споразумение с Кунико и това, което разбираме, че към този момент те вече имат друг инвеститор за Фени, а най-важното за нас, ние когато дойдохме в Фени, в Македония, е да бъдем добри собственици, в смисъл такъв предприятието да намери най-добрия собственик и то да работи, и работниците да са обезпечени и предприятието да се оздрави. И сега не можах да разбера едно. Фени към този момент, какъв е статуса на Фени? Само не искам да ме разбирате погрешно. Ние не искаме Фени на всяка цена, а искаме Фени, ако има някоя по-достойна компания от нас, която е с ясни и добри намерения, нека тя да я вземе, но все пак да е компания, която иска да оздрави предприятието, защото ние също сме необезпечен кредитор. Да. В този процес. Да, имахме споразумение, сега в същинската несъстоятелност на нас, ние сме в позиция, както всеки необезпечен кредитор, така и ние искаме да си получиме стойността, за която сме доставили електроенергия. Така е, ви благодарам, Беширова, останете на линија. Тоа што го вели Беширова, тие сакале со една добра волја да се легитимираат како иден добар собственик на компанијата, која што ќе работи во најдобри манири понатаму. Меѓутоа, во одреден момент, нив не им било дозволено или не успеале да ги остварат своите намери за влез во Фени. Ја слушнавте, парафразираме малку и заради преводот. Андјушев? Да, се разбира. Значи, јас ја поздравувам господјата Нели Беширова, ние се запознавме. Точно јас бев тој кој што од како они
прогласија дека ќе го купат фени, а тука се вработените во фени и тоа добро го знаат, јас бев тој кој што ги представив Енекот пред вработените во фени. И тие ветија дека ќе дадат плата и ветија дека ќе почнат да работат и да ја санираат состојбата. Они имаа рок од 2 месеца тоа да го направат. Јас навистина жалам зошто тие тоа не го направија, затоа што доколку тие тоа го направеа, веројатно немаше да дојде ситуацијата до денешната состојба. Но се случи да тоа не се направи. Може ли да кажа нещо? Да, повелете. Извинявам се за прекъсването, но първо искам да попитам. Като какви на този етап Енекот трябваше да платят заплатите и видно е как се развиха обстоятелствата и ние знаехме, че до тук ще се стигне, но ние нямахме никакви правни основания. Той самия господин Агюшев преди малко каза, че ние не сме били собственици. Като какви ние да платиме заплатите? Попитайте го. Па јас точно Той затоа преди и малко прашувам. каза, че ние Вие не се сме били представувавте како собственици. собственици, а фактички не бевте, и точно тоа е суштината. Зошто не бевте собственици? Заради тоа што уделите не можеа да се пренесат. Вие имавте договор во кој што и превземавте обврски према трафигура одредени, но и тие обврски не беа исполнети. И тогаш што требаше да се случи? Да се случи и да продолжи агонијата. Тоа не можеше да се дозволи. Јас само ќе се навратам на интервјуто господја Беширова која што вие го имавте за Вести 24, за 24 вести, каде што вие рековте дека сте понудиле да ги откупите побарувањата со 50% дисконт. Јас сакам само на гледачите во Република Македонија да објаснам што значи откупување со 50% дисконт. Тоа значи 60 милиона да ги купите за 30 милиона. Дозволете да завршам. Јас бе прекинавте и ви слушав. Да ги купите за 30 милиони евра и тоа значи дека 20 милиона евра на банките да пропаднат и над 10 милиона евра на македонските доверители да пропаднат. Това, извинете, не е совесно купување. И јас ценам дека тоа не е добар потек за македонската економија, доколку има инвеститори кои што сакаат да ги превземат сите обврски. Ако некој сака да ги превземе 60 милиони евро обврските, во тој случај се разбира тоа е подобрата опција. Но тука повторно ќе кажам, одлуката лежи кај одборот на доверители и кај банките. Јас имаме тука представник на банките, ценам дека тој подобро ќе ја објасни таа ситуација. Јас сакав само пластично да ги објаснам бројките и да ја објаснам ситуацијата околу фени. Благодарам. Ви благодарам. Беширова, повелете. Може ли да кажа нещо? Първо искам да кажа, че ние никога не сме предлагали на необезпечените кредитори да им намалиме стойността на вземанията. Така, това е едно. Второ, да, банките са получили достатъчно и смятам, че те вкараха в предприятието в ситуацията, в която е, и е абсолютно нормално те да заплатят на хората за възнагражденията и другото, което смятам, че е абсолютно нормално, те са взели достатъчно и винаги така се купува дълг в нормалния цивилизован европейски свят, когато купуваш дълг тук и сега, искаш дисконтиране от банките. Нещо ново ли казвам? Добро, како што вели Беширова, таа барала само нешто што е нормално во европскиот не е свет на нормално бизнисот, нешто да се што кошта намалат 6 милиона евра долговите. купите за 30, да. Добро. Тоа не знам каде е нормално, да. Беширова, тука ќе го уклучам и господинот Никола Джамбазовски од банките да го слушнеме и нивното. Ајде, повелете. Чудно. Ајде. Моля? Казах, само обърнете внимание, че на необезпечените кредитори трябва да си вземат 100% това, което заслужават, което са изработили и доставили, а банките трябва да им се дисконтира, защото парите днес, тук и сега струват повече от парите утре. Това е елементарен принцип. Ако банкера има нещо против, нека ми го каже. Еве сега ќе ги вклучиме банкарите. Вие бевте во целиот овој процес, бевте во преговори со Енекот?
Да, бевме и во разговори со Енекот, пред да преминам Само на... ќе ја замолам режијата да ја малку посилен да биде тонот додека зборува гостинката од Бугарија. Ви благодарам. Повелете, Джамбазовски. Значи да, ние разговаравме со Енекот, само прво се надоврзам на тоа што кажа госпоѓата Беширова, значи тука има некои елементарни економски нелогичности. Значи обезбедените кредитори да се исплатат, односно да се купи побарувањето со 50% дисконт, е исто како да купите стан и да земете стамбен кредит, станот да е проценет 100.000 евра, да имате кредит 20.000 евра и да ги кажете на банката, добро, јас сега можам да ви вратам само 10, останатите 10 нема да ви ги вратам, а вие имате оставено за тоа хипотека од 100.000 евра. Значи, ниту еден совесен банкар, вработен во финанска институција, тоа не може да го дозволи. Видите, ние не работиме со нашите пари и со личните пари на вработените и на менеджерскиот тим на банките, ние работиме со пари на илјадници штедачи за кои што сме должни совесно да се грижим. Затоа оваа опција со 50% дисконт према обезбедените кредитори, затоа што биле многу обезбедени, е несериозна теза и не е подкрепено со основна економска логика. Инаку точно е дека имавме разговори и со Енекот и тие имаат доставено и две пишани понуди до нас. Една е пред месец и пол до 2, тоа беше првата понуда која што веднаш ја одбивме, и втората беше на вечерта на денот пред финалната одлука на судот за објавување на стечајна постапка. Зошто ги одбивте тие понуди од Енекот? Затоа што првата понуда беше со исклучително мали износи, беше понудено некаде околу 3 милиони евра према обезбедените кредитори. Меѓутоа, тоа не е најбитното. Најбитното беше што не беше подкрепена таа понуда со никаков доказ за расположливост на финансиски средства. Втората понуда, која што беше во навистина поголеми износи и беше само на ден пред објавување на одлуката на судот за стечај, ние рековме во ред, меѓутоа наш единствен услов за да ја разгледаме оваа ваша понуда е да исплатите платата на вработените. Тие се ваши вработени, вие се легитимирате како сопственик, иако тоа не сте, што дополнително го отежна целиот процес, меѓутоа добро, ако вие се легитимирате, исплатите плата на вработените. Ако фирма не може да се исплати платата кон своите вработени, тогаш како може да разговараме ние за понуди од десетици милиони евра? Бешировска, дали се слушаме сега? Го слушнавте излагањето на банките, на банкарите? Аз не чух околу 90%, като започнах да чувам от това, което чух от господина банкера. Първо да му нанеса няколко основни акцента. Явно е финансист, но не е юрист. Първо, както Ангюшев каза преди малко, ние имахме споразумение, в което беше ясно, че ние трябва да влезем в владение на ФЕНИ. В 27 минути, в които ние вписахме нашия директор, като такъв, банките поискаха несъстоятелност. 27 минути. Сега, нали, ние сме дали предложения, аз продължавам да смятам, че непривилегированите кредитори, инвестиция в предприятието и банките трябва да бъдат последно обезпечени, техните дългове трябва да бъдат разсрочени за 5 години и всеки, който има финансова логика, смятам, че трябва да постъпи така. Приоритет трябва да са работниците. Да, благодарам. Значи, Приоритет трябва да са доставчиците. Беширова вели дека во тие 17 минути колку што биле собственици на ФЕНИ практично не им било возможено воопшто да располагаат со 27 минути, се извинувам, не им било дозволено да располагаат. Има свој директор 27 минути. Не, они свој директор имаат 2 месеца. Во тоа време не можеле практично да исплатат плати, не им било возможено. Практично Беширова го повторува тоа. Не, чакайте малко. Защо ние да ги плащаме, когато ние тъкмо влизаме като управление в ФЕНИ, след 27 минути ние сме в несъстоятелност. Всеки човек,
който има нормална логика, ще му стане ясно, че това е анормално. Добро, разбираме, секој човек кој што ќе види дека за 27 минути сакаме да го некого да го легитимираме како собственик, тоа е абнормално. Таа го сугерира тоа што го сугерираш и во претходното интервју, дека тука намерно на Енекот не му било дозволено да влезе во собственоста на Фени. Повелете Джамбазовски. Само кратко, значи не беа само банките единствени доверители там. Извршна постапка против Фени, блокади на сметките, има и ред други доверители. Еве, ајде ги оставиме банките на страна. Дали имавте договор со останатите доверители, за да може Фени да продолжи да работи, дали имавте достапност до основни суровини за работа и обезбедени финансиски средства за тоа. И друго, нема, еве под предпоставка да не ја поведевме предстечената постапка, односно иницијативата за прогласување на стечај. Кој ќе ги исплаќаше основните трошоци за одржување на комбинатот? Заедно со платите на работниците, ништо да не работи Фени, најмалку €1.000.000 се месечни трошоци. Че со таа постапка што ние покренавме, сметам и сум убеден дека ги заштитивме интересите на комбинатот и на вработените. Тоа е основна улога на банкарите да ги заштитат правата на вработените и на комбинатот, или тоа го направивте во корелација со владата? Основна улога на банките е да го заштитат интересот на своите штедачи и на своите акционери, меѓутоа во дадени случаи тој интерес се подудара или е заеднички интерес со интересот на вработените и на останатите доверители во Фени. Имајќи го предвид стратешкото значење на комбинатот, ние решивме тие интереси во овој случај да ги споиме и да најдеме едно целосно решение за комбинатот, а не само за банките како обезбедени кредитори. Беширова, Джамбазовски се сомнева дека вие како иден собственик ќе сте можеле практично да успеете да го продолжите нормалното работење на Фени. Имавте ли вие доволно финансиски потенцијал да ја подигнете Фени од оваа ситуација во која што западна, осебно со тие долгови од 60 милиони евра? Вижте какво, ние имахме предложението, сме го дали на всичкото отгоре, влезахме заедно с французите, само за да покажем на обществото, че единствено и само гръцкия фонд беше желан от банките. Това е. Последното предложение, дори отидахме с френската компания, която беше с нас, за да покажем на хората, че ние не искаме да се конкурираме. Искаме Фени да работи. А в момента господина се опитва да манипулира по най-неверния начин, защото чувам неща, които са тотално неверни. Защо говори един обезпечен кредитор и защо иска несъстоятелност? Добро. Беширова вели дека сега банките са постигнали Да, само да преведам. Мега добрия. Добре, извинявам Да. се. Беширова вели дека практично банките веќе биле во корелација со швајцарскиот фонд и дека тоа било основната причина поради која што не му дава можност на Енекот практично да ја преземе компанијата. Джамбазовски, вие бевте ли во комуникација со фондот? Значи, целосно нетешно. Ние бевме во От началото ни обясняват. Ма не се правите на интересни, от началото ни обяснявате, че има швейцарски фонд. Ма не ми правете номера. Много ви моля, в национален ефир сте, уважавайте поне вице-премиера, говорете истината. Добро, ви благодарам. Само да го оставиме сега господин Джамбазовски да одговори. Во целиот овој период, ние како совесни Разбира се. доверители, не разговаравме само со швајцарскиот фонд. Ние разговаравме со неколку сериозни инвеститори и тоа јавно го декларира. На сите тие, вклучувајќи и компанијата Енекот, која што дојде потоа се представи заедно со конзорциум со определени физички и правни лица, истите услови кои што ги понудивме за докажување на сериозноста на понудата на GSOL, односно на швајцарскиот фонд, ги понудивме и на Енекот и на сите останати. Меѓутоа, поучени од претходното искуство, овој пат решивме. Тој што сега сака да се легитимира како сериозен инвеститор и кој што ќе соработува со нас во процесот на реорганизација, треба да ја докаже својата финансиска способност со депонирање на средства во определени временски периоди.
Именуваниот Сега- до швајцарски сега- фонд тоа го направи. Сега со швајцарскиот фонд има еден меморандум за соработка, се вели тоа, или за Има разбирање? меморандум за соработка кој што е склучен со банките. И тоа воопшто не е замена за официјалната стечајна Дали постапка. истото тоа го понудивте и на Енекот или на другите заинтересирани и со кој друг го подпишавте? Истото, тоа е понудено на вкупно 5 компании со кои што банките разговараа во изминатиот период. Единствен кој го подпиша меморандумот и кој што депонираше средства како доказ за неговата сериозност е фондот Джисол. Сакам само ако Да, ми повелете, дозволите, господине сосема Ангјушев. кратко. Ќе ве вклучиме после Беширова. Значи, мораме да бидеме прецизни со аргументите. Јас слушнав тука дека Енекот бил 27 минути собственик. Тоа не е точно. Енекот не бил никогаш собственик. толкова. И тоа се од документите во Централен регистар многу јасно, бидејќи и не можеше да настане пренос на таа собственост, бидејќи уделите на Кунико, како што објаснив претходно, Точно беа така, заложени во каза кинеска директор. трафигура. Да. Ве молам да го задржиме нивото на емисијата и да се дослушуваме. Јас внимателно слушам све. Значи, во таа смисла, они има само управител, кој што потекнуваше од Енекот, а управителот го назначија Кунико, не Енекот, бидејќи не беа собственици. Управител може да назначи собственикот. Значи, Кунико го назначи господинот Кацаров за управител. Тој беше управител не 27 минути, тој беше управител 2 месеца. И тој како управител, и тие се уште беа собственици, без разлика што вие имате иницијатива за стечајна постапка. Таа не беше одлучена преку ноќ. Беше дадена шанса, јас колку што знам, 15 дена, 20 дена, да тие прикажат капацитет дека ќе санираат состојбата. Доколку тоа се случеше, никој немаше интерес, претпоставувам, нити доверителите, нити никој во државата да оди во таква постапка. Но видете, ние мораме за волја на вистината, за да биде јасно за сите гледачи во Република Македонија, а пред се во тиквешијата кои што исклучително зависат од овој комбинат, јас тоа многу го почитувам, затоа што сум го осетил лично на кожа. Не сакам да бидам патетичен, јас сега доаѓам како потпредседател на влада, но јас сум дете на стечајни работници, јас знам која приватна драма ја преживуваат сите тие луѓе дома во своите семејства. И јас од таа позиција зборувам. И сакам да ви кажам дека кога на една страна имате ситуација во која што некој вика банките нема да си ги земат своите пари, а тоа се пари на штедачите во Република Македонија, тоа не се пари на банките само. А од друга страна не е јасно за доверителите и не беше преговарано со сите доверители дали 100% ќе бидат надплатени. И при тоа имате ситуација кога вие управувате со компанијата, а не делите ни плата, ни едно евро не носите во компанијата, и при тоа разговарате со други 3-4 инвеститори, зборувам сега одборот на доверители разговараше, а ние само ја пратевме ситуацијата како влада, заради тоа што таа е многу осетлива и многу зависи економијата у Македонија од таа. И при тоа тие ветуваат, а не само ветуваат, него еве и пари депонираат, дека ќе ја санираат состојбата во најголем дел, значи кога викаме ќе ги покријат и ќе ги преземат сите 60 милиона евра, и сега вие од една страна имате ситуација во која што не може да се случи пренос на собственост заради залог на удели, имате управа која што не дели плата, која што не го покренува производниот процес, а управува со компанијата, без разлика кој ги поставил, а од друга страна никој не ги враќа нити кредитите према доверителите, нити обврските према банките. Кажете, кое е другото законско решение, освен ова што се случи? Меѓутоа, Добро, ви благодарам. само дозволете уште една минута. бидејќи Знам тука дека е се- можеби тука се и представниците и на луѓето и на оваква, значи таа драма за која што вие зборувате, веројатно они најдобро и ќе ја представат и ќе ја кажат. Да, мислам точно ја знам драмата, али ќе ми дозволите само Окей. уште една минута да завршам и при тоа само да напоменам и да подлечам дека оваков стечај, како што го овозможува законот, не значи останување без работа. Утре дента сите вработени беа на работа и за 3 дена земаа плата и плата ќе се дели континуирано точно од депонираните пари. И што е многу важно, сите исти услови, јас колку што знам и пратев, ги има сите инвеститори. Никој не бранеше, нити на конечно Енекот настапи заедно со дел од француските инвеститори и сите други инвеститори да го потпишат меморандумот и да депонираат пари и да покажат сериозност. Како вие ќе превземете комбинат со 60 милиона евра долг и од кој што зависи цел Тиквешки регион без пари? Без пари тој комбинат не може да се санира.
Тука треба сериозност. И ние ја пратевме таа сериозност ви и нема благодарам. подруг начин. Добро, Бешировска, зошто вие не го подпишавте меморандумот и зошто не депониравте пари како што направи другиот фонд? Първо да кажа, аз казах още в предишното интервю, казах, че така както вървят нещата, единствено швейцарският фонд е приемлив за банките. И аз едно не мога да разбера. Първо господин Ангюшев си противоречи. В единия случай ние имаме споразумение с Кунико, две отделни private компании. В другия случай, Райчо са го сложили като управник, в другия случай не сме. Нека да го изясним и да стане ясно и на хората. Господин Ангюшев, да ви питам сега в прав текст, защото леко се объркахте. В кой момент Енекот беше собственик на предприятието? Па јас управо кажав дека во ниеден момент. И во ниеден момент Енекот не беше собственик на предприятието. Браво! Като не собственик, как да платим? Първо. Па вие ветивте дека ќе платите и ставивте ваш управител, односно Кунико го стави вашиот управител. Точно така, между нас и Кунико ние сме се разбрали, имахме споразумение, в споразумението беше ясно описано, че ние трябва да вземем акциите на Трафигурата. От Трафигура Кунико да ги придобият, нали така? Да, и моето прашање е зошто тоа не го направивте? Ами вие го казахте в началото на разговора, че акциите са заложени. Па зошто не го тргнавте залог? Ние не можем да придобиеме акциите. Добро. Да. Мислам, бидејќи јас бев повикан, само кратко да Само одговорам. кратко Видете, одговорете, да. очигледно ние тука имаме некои елементарни... Ама вие си противоречите. Сега Добре, да разбирам ли така? Енекот не е желан, Енекот беше оплют. Ама апсолутно не. За пръв път Значи, в живота ми, във всяко едно дружество, което управлявам. Мислам дека извлекувате заклучоци без никакви аргументи. Да разбирам ли? Да, ќе почекам да завршите, повелете. Това в момента не демагогствайте. Много ви моля да не демагогствате. Много ви моля. Като говоря, дайте да се изслушваме, аз ви изслушвам през цялото време. При това, че съм дама. Сега, искам нещо да ви питам. Ако бях казала още в началото, че швейцарско-гръцкия фонд ще бъде собственик на Фени, щях ли да бъда права? Защото аз го казах в едно от интервютата. И се оказва няколко месеца по-късно, аз излязах права. Защо не ни казахте още в началото довиждане, не ни губете времето, банките са наясно, че не ви искат, ние си имаме друга идея за Фени. Защо не ни го казахте? Добро, благодарам. Значи, зошто не им кажавте на време дека не ги сакате нив, туку дека сакате швајцарско-грчкиот фонд да биде собственик на Фени? Ова се враќаме на поентата на прашањето што и претходно беше одговорено, а меѓутоа уште еднаш да го повториме. Јас пак ќе кажам, кога зборуваме за економија, не зборуваме за емоции, нели? Нема тука сакање и неќење. Значи има дали некој ги исполнува условите или не ги исполнува. Дали ќе завршите да продолжам или еве ќе ве почекам да завршите, повелете. Добро. Ајде малку додека се смират емоциите во студиото, да го вклучиме господинот Ѓорѓи Палитов. Не, извинете, дозволете сега да одговорам, нели? Па не, добро, мислам дека одговорот го дадовте и претходно, тоа беше повеќе реторичко прашање. Пошто не е прашањето реторичко, прашањето е суштинско, да. Да, дека го кажавте на почетокот, затоа но еве ви оставам 30 секунди. Ништо не чувам. Видете, значи, тука се прашања дали некого сакале или не сакале. Видете, условите за сите беа исти. Да. Секој кој што сакаше, моето прашање е зошто не го подпишавте меморандумот и да си продолжите вие да си инвестирате, да депонирате средства, да си ја земете компанијата и онака сте веќе вие со управител внатре. Иначе точно е това, јас ви кажав дека управителот е ваш. И вие, јас ве представив пред вработените во Фени, а тие се тука присутни во студиото, и вие пред нив ветивте дека ќе поделите плата во понеделник. Дојде петок и вие плата не поделивте. Значи,
чекавме цела недела, тоа вие го ветивте, ние не го баравме од вас, вие им го ветивте на вработените. Практично, сакам само да ви кажам дека во економијата мораме да се држиме до аргументите. Не можеме да зборуваме без аргументи и без никакви основи. Ако еден од овие аргументи што јас ги кажувам не се точни, ве молам, повелете, кажете. Какво искате да кажа? Дали некои од аргументите на Андјушев не се точни? За мен аз моите аргументи ги казах и не виждам защо въобще разговаряме. Каквото са поискали, ние това сме предоставили. Радвам се, че са избрали швейцарско-гръцкия фонд и пожелавам попътен вятър. За единственото, което не се прави, е недопустимо и да не си демагогства господина Гюшев на наш гръб да си прави пиар, защото това няма да се случи, аз няма да го позволя, защото каквото са поискали банките, ние това сме дали, за всяко едно предложение сме го дали, ако поискаха да им дадем банкови гаранции, ние сме ги дали, както се разбрахме на Кунико, да не ме вкарва в клюки, интриги и такива някакви завуалирани глупости, да си говориме чисто бизнес то бизнес. Имаше сделка между две юридически лица, банките и интереса на господин Андюшев може би от така добро желание, да го кажа, да следи какво се случи в страната и да се грижи за хората. На него му е най-ясно, че ние като не собственици не може да плащаме възнаграждение и да не демагогства, да не лъже хората. Добро. Това мога да кажа. Благодарам, само ќе Беширова. кажам дека во маниров на добар џентлмен нема да вратам на навредата. Добро. Господине Палитов, и вие бевте сведок на сите овие случувања. Тука, како го преживеавте целиот овој период, откако практично почна проблемите, откако се утврди фактичката состојба? Кај нас настана најмногу беме разочарани на почетокот кога видовме таа блокада од извршителите таму, кога ги налепија тие лепејки кај нас и кога се блокира таму. Побаравме како синдикат одбори во името на сите вработени средба со господинот вице-премиер Ѓушев, што ни беше удоволено. Тогаш побаравме средба и со господинот Хари Костов, односно со представниците на трите банки. Бевме удоволени и таму на две средби. Побаравме средба и со госпоđа Нели Беширова и со господинот Рајчо Кацаров. И нас на средбата во владата со господинот Андјушев, што му благодарам што беме примени таму, имавме добар разговор за сето тоа. Ни беше укажано дека оваа ситуација е таква, тешка, значи најдобро решение за ФЕНИ е стечајот, али пред тоа додека ние вработените доста се изненадивме кога господинот Андјушев ни го доведе идниот инвеститор, тоа беше господинот Рајчо Кацаров и он ни го представи таму и ние со задоволство дека што зборувавте тогаш со Кацаров и со Беширова, што ви беше тоа беше практично ветено? Тогаш беше само господинот Рајчо Кацаров и тоа го слушнаа сите таму дека ФЕНИ продолжи со работа, дека они ќе инвестираат во сето тоа и дека ќе биде успешна компанија како и до сега. Ние 2 години работеме со цена од $8,5 по $8,500 по тон. Сега цената кога е 11, 12, па и 13, ние стоиме. Да, гревото е да не работи сега во овој период. Ето. Трагично е што после сето тоа ние, јас мислам дека ФЕНИ, барем по моје мислење, немој да бидам грешка разбран од вице-премиерот и од господинот Џамбазов, дека ФЕНИ баш му беше непожелен, мислам, потребен тој стечај. Пошто тоа сега го осеќаме ние сите како вработени, платата ни беше обечена, ќе потврди господинот вице-премиер, дека во тој стечај тие ќе ги добиеме и октомвриската плата, што таа сега не се случи. Таа исплатена со здравствено осигурување, прашувам бидејќи Вака. Ќе објасниме, да. Исплатена е ноемвриската плата, него не е платено здравственото осигурување за месец октомври. Тука сега имаме ни мали проблеми и се уште не е уплатено. Тоа значи не е платено здравството. Имаме
доста реакции од вработените и оние кои што имат потреба од тоа. Значи, тоа е доста голем проблем. А тука исто и до господата кои што се обезбедени банкарите, они не знам дали тогаш помислија или дали има доста подршка од другите доверители, таму тоа што се случи, се Сакам случи. да ве прашам, во однос на барањето на инвеститорот, тој што ќе ова. Вие имавте своја улога, имавте посакуван партнер, бидејќи најпосле со своите плати или со некој дел од побарувањата и вие сте некакви доверители таму, сте го ставиле целиот свој живот практично во Фени и веројатно потенциравте вие за каков инвеститор сакате, со кого би можеле да разговарате, кога дојдоа Енекот, па потоа сега кога се споменува швајцарскиот фонд, и тие беа едните и другите беа во посета на фабриката практично. Јас едно да појаснам, неколку пати на таму кога ги имавме тие протести и на некои изјави, нас како вработени, ама баш не е битно кој ќе биде инвеститорот таму, нас не е битно фабриката да работи, да земеме таа една плата за нашиот тој личен доход за прехрана на нашите фамилии, а сега малце со овој стечај мал имаме проблем. Добро. Се надевам дека тоа успешно ќе се заврши, како што потенцира господинот Анџушев и Ќе ве господинот вклучам само Базовски. малку подоцна. Али- Во моментов само за околу тоа што Фени значи и што значи за Кавадаречкиот регион, сакам да го вклучам во живо на линк нашиот Владимир Тевчев, кој што е со градоначалникот на Кавадарци, Митко Јанчев. Тевчев, повели во твоите 5 минути. Да, Младен, благодарам. Кавадарчани, вечерва со внимание следат оваа емисија. Можевме да се увериме во тоа што до пред половина час прошетавме по центарот и видовме дека буквално таму каде што застанавме се вклучени телевизорите и се следи дебатата за Фени. Тоа укажува колку значи оваа фабрика за овој град. Затоа овде со мене е градоначалникот на Кавадарци, господинот Митко Јанчев. Господин Јанчев, Фени не е само 800 вработени кои таму работат кавадарчани. Фени е многу повеќе од тоа. Така, прво добро вечер до сите учесници во дебатната емисија. И баш ми е мило вака што се заложија сите да се направи една јавна дебатна емисија за да делумно ја дознаеме или апсолутно вистината за Фени. Фени индустрија е од витално значење за Кавадарци, за општина Кавадарци, меѓутоа е од витално значење за Република Македонија. Фени индустрија значи за најголем извозник на републичко ниво и Фени индустрија во економијата учествува со еден голем солиден процент. Така да за Фени индустрија има многу што да се зборува. Фени индустрија има директни вработувања околу 850, меѓутоа тука се многу подизведувачи и фирми што сработуваат со Фени индустрија, односно фирми кои се поврзани директно со работењето на Фени, кои што во моментот исто така се во некои застој или во некои си проблеми за тоа што не функционираат. Дали тоа се чувствува овие неколку месеци, колку што превозниците на пример се пожалија дека од март месец не ги земале своите побарувања од Фени. Се чувствува ли тоа? Вие сте на функција веќе 2 месеци, дали имате впечаток дека недостасуваат пари кои претходно ги имало од тргувањето со Фени? Гледайте, секое запирање на производство се чувствува во економијата и нормално во општеството во секојдневниот живот. Најмногу го чувствуваат оние кои се директно вработени во Фени, па после и оние кои се индиректно врзани со Фени индустрија. Јас сакам тука да потенцирам да кажам дека ова проблематика од Фени не е преку ноќ дојдена и не е дојдена за 2 недели или за месец дена. Проблематиката од Фени си е една генетика која што се влечи повеќе од година и пол-2. Така да сите знаевме дека еден ден ќе дојде до ваква ситуација, дека ќе дојде во незавидна ситуација Фени индустрија, меѓутоа го чекавме тој ден да дојде што побрзо и да помине. Јас искрено да ви кажам за тоа што доаѓам од бизнис секторот, делумно, односно ја познавам економијата, познавам што значи банкарски систем и она што значи фирма да се работи. Има многу дилеми кои што треба да се рачисат во делот на функционирањето на претходното функционирање на Фени. Денеска, еве до сега ја пратев ова дебата, ги гледав и потенцијалните соседници на Фени од Бугарија, ги познавам и претходните луѓе од Кунико, така да мислам дека тука некои работи мене лично како човек ми се нејасни и пред се би рекол дека треба да се рачистат претходните ситуации, а стачајната постапка да си најде нов инвеститор или да си дојде правиот инвеститор да Фени индустрија почне што побрзо со работа. Единствен начин за да
го сочуваме Фени и вработените да почне Фени да работи. Колку што знам, вие во неколку наврати учествувавте во помагањето, би рекол, на работниците, бевте мост помеѓу работниците и владата, дека учествувавте на неколку преговори на работниците со владата. Што се зборуваше на тие состаноци? Вака, значи јас бев дел од тој состаници, значи на еден состанок бев лично присутен заедно со представниците од работниот синдикат на Фен Индустри. За мене најбитно беше работниците си го задржат работниот статус, да не ги изгубат работните позиции и да немаат прекин во работниот однос. Доколку имаат тие прекин, ги губаат бенефициите кои што ги имаат како работници, затоа што најдека во Фен Индустрија тешка металургија, каде што има и бенефицирани стаж, има и многу ризик од работните последици. Така да тоа мислам дека е запазено до овој момент и најбитен момент ми е работниците да не го изгубаат својот работен статус, односно да има продолжување на работниот статус. Колку, дали може да се пресмета, колку Кавадарци како град, општина Кавадарци како буџет губат од нефункционирањето, неработењето на Фени во овој период, дотолку повеќе што во моментот цената на фероникелот на светскиот пазар е поголемна, како што велат експертите, дека Фени доколку сега работи може да прави профити. Губили многу Кавадарци? Апсолутно, самото укажување дека Фен Индустрија има 1 милион евра месечен трошок по основ на минимални плати, по основ на минимално одржување. Самата бројка на сума ви кажува дека тие пари се директно во општеството, односно во фамилиите во Кавадарци. Најмалку да зборуваме колку има бенефит од самото работење плюс од производството. Така да бројките се високи, општеството тоа го осеќа на терен и мислам дека ова ако продолжи вака дека нема да биде добро ниту за општината, ниту за државата. Која е вашата порака до сите чинители во овие ситуации околу Фени? Мојата порака, со оглед на тоа што го слушнав до сега како дебатна емисија и ја пратив ситуацијата, прво ја поздравувам, пак ќе кажем уште еднаш, што овака јавно се истакна да си кажат своите ставови. Мојата порака е да се реши Фени што побрзо ова стечајна постапка. Значи, владата на Република Македонија, начело со господин Танџушев, како економски чинител, да може да се најде инвеститор да почне Фен Индустрија да работи, а правните лавиринти кои што ги имаат до денот на стечајна постапка, да си ги решаваат на соодветни институции кои што да си ги решават. Тука мислам дека не само Република Македонија, че требат малку и понадворешни институции за да си ги решат сите проблеми. Затоа што некои со Фен Индустри му ја кројал судбината малку во поминато време и тоа кројење на судбина е малку нехумано према и општеството, и вработените, и самата компанија. Ви благодарам на овој разговор и на ова гостување во Отворено. Ете, Младен, толку од разговорот со градоначалникот Митко Јанчев, повелете доколку имате некакви прашања од студио кон градоначалникот. Не, благодарам Тевчев, ние ќе продолжиме секако во студиото. Претходно ќе одиме уште малку до Софија, за да се видиме уште еднаш со Беширова, која што, како што и беше најавено, дока и 9 часот и 30 минути по наше време ќе биде тука. Беширова, после се ова што чувме, има ли иднина за енекот во Фени? Първо, благодаря ви за последното включване. Това, което искам да кажа, е да пожелая хубави коледни празници, благодатна и успешна нова година за всичките в фамилии в Македония и специално в Кавадарци. Да пожелая на съда наистина да сложи, да бъде като истинска Темида и намери най-достойният купувач на Фени, така че хората да си получават без сътресение заплатите, на държавата да спре да се бърка да няма нужда да се бърка в бизнес отношения между две частни компании, държавата ви да е по-успешна и децата ви, децата на цялата земя да са по-щастливи и всичко да върви в успех и в прогрес. Ако гърците са по-правилният собственик на Фени, нека да бъде така, да им пожелаем успех в бъдещата работа, само да ги помоля
да бъдат прозрачни и наистина да бъдат коректни към хората и да не демагогстват на чуж гръб да си правят банките или някой друг пиар. Пожелавам успех още веднъж на всички. Наистина това е изключително важно предприятие за страната и дано всички тези фамилии имат успех с най-добрия собственик на предприятието. Ви благодарам, Беширова, што бевте гостин на 24 отворено. Само да преведам за нашите, ви благодарам за преведам за нашите гледачи. Беширова ни посакува убави празници на сите. Ни посакува на сите и во студиото чинителите што се на политичката сцена, се разбира и на актерите во Фени, да најдат најдостоен купувач на Фени, да најдеме купувач кој што ќе го води Фени кон подобри денови. На државата и посака да не се меша во бизнисот, веројатно тоа беше порака и за вас, Андјушев, со што сите би оделе кон посилен проглес. Ако сметате како доверители дека грците од швајцарскиот фонд се подобро решение од Енекот, тогаш повторно посакува успех на Фени и се разбира на сите вработени во Фени. Само за гледачите да кажам дека денеска во студиото беа повикани и представниците на швајцарско-грчкиот фонд ФОС, кои што не беа во можност да присуствуваат на оваа дебата, но најавија дека своето присуство ќе го обележат веројатно наредната недела со интервју, се разбира, за телевизија 24. Тука сакам да ги вклучам, ако дозволите, со оглед на тоа дека и вие преведувавте па потенциравте дека е важно државата да не се меша, сакам само да подвлечам дека државата во ниеден момент не излезе надвор од капацитетот на своите ингеренции. Моментално процесот е во рацете на судската власт и процесот е во рацете на доверителите, чиј одбор треба да се формира согласно стечајната постапка. Државата само направи пресек на состојбата, ја констатираше состојбата и интервенираше со своите институции. А институциите на државата се Управата за јавни приходи, Финансиската полиција, да дојдат до вистината што во Фени се случувало и што денеска се случува. Јас денеска ви зборував со аргументи. Јас денеска не слушнав ни еден аргумент кој што го кажав да биде негиран и државата ќе го прави и понатаму тоа, затоа државата е во функција на граѓаните и народот. И прво и основно, зашто државата се залагаше во овој процес, а тука се сите чинители на тој процес е да на некој начин посредува во тоа да не бидат наплатени само банките, бидејќи знаете овој процес може лесно да заврши. Банките ќе си ги активираат хипотеките, извршителот ќе го продаде движниот и недвижен имот и доверителите, сите останати кои што се необезбедени, ќе останат без никаква надокнада. Ние само баравме разбирање од сите чинители и за среќа најдовме на разбирање, а на тоа погодува моментално високата цена на фероникелот, како што кажа господинот Палитов, и тоа придонесе да се појават инвеститори кои што се заинтересирани. Тоа мене лично ми дава голема надеж дека овој процес ќе заврши позитивно. Јас сум длабоко убеден дека ќе биде така. Ние молевме како влада, бидејќи немаме позиција да командуваме, него молевме како влада. Јас лично држев најмалце 20 состаноци со сите чинители, да сите вработени бидат вратени на работа првиот ден. Наидовме на разбирање кај доверителите да тие обезбедат средства, да тие плати бидат исплатени. Само за информација на јавноста, октомвриската плата не е платена само заради тоа што имаше пречки во постапката со барање за изземање на судот или судијата или председателот, да тоа не беше одложено, ќе беше исплатена и октомвриската плата, сега е исплатена ноемвриската плата, платена е со сите придонеси, што значи дека од утре сабајле сите вработени ќе го имаат повторно своето здравствено осигурување. И што е најважно, октомвриската плата не е пропадната. Таа има приоритет при обештетувањето во стечајната постапка. Што значи кога ќе заврши стечајот и кога ќе заврши обештетувањето, прв приоритет има октомвриската плата. Господин Андјушев, ја се гледа дека сте били професор. Само една реченица. Верувам дека оваа вечер и целата јавност и вработените се уверија дека непотребно изгубивме месец и половина-два,
со собственик кој што тоа не е, со инвеститор кој што тоа не е, затоа што не вложил ниту евро во комбинатот, и со домакин на кој што друг му ги плаќал сметките додека тој се декларира како собственик. Верувам дека ќе се сложите дека процесот сега конечно треба да го продолжиме сите заеднички напред за да дојдеме до најповолно решение за идниот собственик на Фени, а тоа ќе биде во рамки на стечената постапка. Тоа што го водат банките преку склучување на меморандум за разбирање е еден дел од постапката и не е директно поврзан со официјалната стечена постапка која што води стечајниот управник. Повторувам, секој друг кој што е заинтересиран за Фени може преку доверител на Фени да поднесе друг план за реорганизација. Доколку тој план е подобар од планот кој што е изработен врз база на бизнис планот на GSOL, нормално дека сите доверители ќе сакат да го прифатат тој план. Стечениот процес значи и ради посилна транспарентност, бидејќи не може една личност, една компанија, еден доверител да одлучи. Односно треба заедно обезбедените и необезбедените кредитори. Добро, ќе замолам сега тука и публиката да се вклучи. Дали имаме заинтересенти кои што сакаат да постават некои прашања? Да, само да почнеме со публиката. Повелете. Да. Господин Тандјушев и до представете се само. Николовски Душко вработен во фен индустрија од 1981 па до сега. Сигурно до пензија таму ќе бидам. Нема каде да се одам. Јас сум сигурен дека ќе бидете. До господин Тандјушев и до представникот на банките. Јас се извинувам, сум доста возбуден, бидејќи Не е проблем. Опуштете се слободно, ова е емисија во живо, но нека не здравството, че прашам за здравството, бидејќи премногу има проблеми. Луѓето земаа мали плати и здравство сега се уште нема. Тие дел од своите лични доходи дадоа за здравство, а се уште го нема. Слушнав дека за утре ќе има, но како да веруваме тоа? И пред некој ден ветувавте дека тоа ќе се случи, не се случи. Октомври слушнавме дека здравството е платено. Јас, мојата сопруга е медицинска сестра и питувам и она стално вика се уште црвено свете, се уште нема. Добро. До представникот на банките. Со господин Хари Костов, јако што сум информиран, овие што имаат кредити, требеше, договорено беше да се одложат кредитите, да не му се наплаќаат во овој период од 2 до 3 месеца, додека почнеме да работиме и да не му се наплаќаат камати. Но видовме дека на луѓето и му се одзема и по цела плата. И повторно остана, што се вика, безкршен динар. Прво да одговориме за здравството, значи за здравственото осигурување. Со плаќањето на платата се плати и здравственото осигурување. Но бидејќи станува збор за 800 и повеќе вработени, процедура е и одјавувањето и пријавувањето. Верувајте, јас лично интервенирав во Агенцијата за вработување во Кавадарци да работат цел ден за да сите 800 вработени бидат повторно пријавени во еден ден. Овие денови интервенирав кај директорот Ден Дончев во Фондот за здравствено осигурување да практично колку што може побрзо ги внесат сите вработени во системот. Останаа уште 86 вработени кои што утре ќе бидат внесени и сите од утре ќе имаат здравствено осигурување. Но не само тоа. Господинот Ден Дончев, кој што е директор на фондот, ме информираше дека сите вие во овој период кои што сте имале било какви здравствени услуги и тие сте ги платиле, сите ваши средства кои што сте ги партиципирале во плаќањето на здравствените услуги, имате законска основа да би бидат вратени и ние како влада, заедно со фондот, ќе се погрижиме доколку такви постојат средствата да бидат вратени. Она што можам одговорно да ви го кажам, дека немаше да се случи да немате октомвриско осигурување и да настане прекин во осигурувањето, доколку процесот не се обструираше. А се обструираше, знае јавноста како, со барање на изземање, одложување и така натаму. Како што кажа представникот на банките, ние непотребно изгубивме одредено време само, како да кажам, правејќи некаква перцепција во јавноста дека има инвеститор
кој што ќе се погрижи да ја санира состојбата. Видете, се до отварањето на стечајната постапка, грижата за таа компанија беше во рамките на сопствениците на таа компанија. Бидејќи, ако тогаш во тој момент владата интервенира, кога се уште има сопственици, а нема стечајна постапка, само една секунда, во тој случај сите предпријатија во Македонија што имаат потешкоти и ќе прашаат зошто владата не дели плати и таму. Значи не е владата да дели плати во приватни компании. И затоа немаше ингеренции да го решава октомврискиот проблем и доколку не настанеше обструкција и одлагање, тоа немаше ни да се случи. Така да вината треба да се побара на друго место. Мислам дека после оваа емисија на сите им е јасно каде, но практично, еве да не должам многу, мислам дека прецизно да говорам. Джамбазовски, повелете само одговор на прашањето зошто Комерцијална банка не ги пролонгираше отплатата на кредитите за вработените кои што имаат кредити. Тоа беше. Да, се отвори на еден од состаноците, точно дека се отвори тоа прашање. Меѓутоа, предпоставката беше дека подолг временски период работниците ќе бидат без работа. Во овој момент остана неисплатена октомвриската плата, за кое што во моментот не постојат ни законски можности денес да се исплати, затоа што предстечајната постапка е објавена подоцна. Доколку не постоje обструкциите, ќе се објавеше стечајот порано, ќе можеше да се исплати, како што кажа вице-премиерот, и октомвриската плата. Меѓутоа, ние сме спремни повторно да го отвориме тоа прашање. Сега малку овде има и конфликт на интереси. Од една страна ние ја овозможуваме платата на работниците, банките доверители ги даваат средствата за исплата на плати во стечајната постапка. Сега не би било баш дека во истиот момент може да дозволиме и да не се враќаат кредитите, меѓутоа да сме спремни уште еднаш да разговараме доколку можеме да најдеме некое компромисно решение. Јас само малку реплика на господин Джамбазовски, пошто сега кога рече дека ние ја обезбедивме платата, токму така, ама таа плата на 60% од вработените пак си ја земевте, ради тоа што кредитите нивни доспеа и со две рати. Со две рати што некој, ако му беше поголем кредитот, двете рати дури во минус влегоа. Ја бев присутен на состанокот со господинот Хари Костов таму на тие две средби. Тој на двете средби посочи дека ќе помогне на тоа, че разговарат на таа тема. Таму беа представници нели на Silk Road и на Стопанска банка и дека тоа ќе биде решено овие месец, два, три, додека се реши со Фени прашањето за отпочнување со работа, дека нема. Дури беше наговорено дека и ратите нема да ги барат, тие 2 месеца ќе бидат одложени, па после. Ама тоа не се случи и луѓето стварно нека го осетија тоа. Јас сепак пак ќе речам, немој да ме сватат да е грешка господинот вице-премиер и господинот Джамбазовски, дека јас со овој стечај баш не се слагам. Ради тоа што стечај како стечај сите знаеме дека е проблем. Благодарам за господин Танџушев и пак до господин Джамбазовски што се залагаа за тоа сето, али ја мислам дека тоа нема да заврши така лесно и дека ние пак ќе имаме доста проблем, ради тоа што сега гледам во Фени едно прашање до господин Джамбазовски, пак вице-премиерот, дали Фени е сега продаден и до каде и како е. Мене тоа не ми е јасно таму, ради тоа што гледам во Фени, веќе идат луѓе таму секој ден, почнуваат да дават и наредби да се отпочнува со некој процес на работа. Таму има луѓе фактички од ФОС, од швајцарскиот фонд. А тие луѓе нас не се добро познати, затоа викам до каде е таа процедура, пошто се зема. Мислам дека додека трае стечајот, дека тие луѓе треба малку да стагнираат. Не знам, појасните ми да знам до каде. Добро, они снимаат состојбата. Повелете, Джамбазовски. Секој ден се таму луѓето. Мислам, постојано, секој ден ги шетаат погоните и почнуваат со... Пошто Фени е спремно за работа. Фени нема само руда, јаглен и нема да има проблем. Јас целосно ги разбирам вработените, меѓутоа во даден момент вас, господине Палитов, не можам да ве разберам и покрај целата состојба со претходните собственици, вие се уште се обидувате кривицата да најдете кај доверителите, тие што сте во иста состојба со вас. Односно, делиме ист проблем и бараме заедничко решение, односно и во претходниот период го поддржувавте пред предходните
собственици кои што пак ќе речам. Тоа не се без никаков аргумент, нити имате податок со каква актива тој располага, колкав обрт има, дали има пристап до руда, човечки и финансиски ресурси. Меѓутоа, верувам ќе се сложите дека тоа е завршено. Само сакам кратко да објаснам за процедурата. Во овој момент Фени е во стечај. Единствено овластено лице со сите прави и одговорности е стечајниот управител. Ние, како банки, бараме сериозни доверители. И затоа понудивме да склучиме меморандум за разбирање на сите што до тој момент беа заинтересирани. Повторувам дека само GSOL, односно ФОС, менеджмент го склучи тој договор и депонираа средства како знак на сериозност во целиот процес. Целиот процес ќе продолжи да си трае согласно законските процедури. Добро. И пак ќе повторам, секој доверител може да учествува во постапката. Повелете само кратко. Дали тоа значи дека може тие луѓе таму се назначени барем сега менаџери имат фора да влегуваат секојдневно во Фени, да даваат наредби. Мислам, тоа е многу битен момент. Дали е во ред тоа што има дозволено да влезат и да се шетаат како да се е газди на тие што се од таму, не знам кои се ја. Не, значи секој инвеститор, односно ние како доверител и како хипотекарен доверител во Фени имаме право на увид на документи. Нормално дека ако некој сака да купи нешто, представниците не само на тој фонд и на други заинтересирани беа во Фени во време на предстечајната постапка. И се разговараше и со вас како синдикат и со раководството. Целата процедура во овој момент внатре во Фени и во тоа кој пристапува, кој не пристапува, ја води стечајниот управник и тој е единствено надлежен да поставува лица на соодветни позиции. GSOL, односно FOS Asset Management, во овој момент не е собственик. Тој е многу сериозен потенцијален интересент. И тој сака да знае што купува, сака да направи увид, да ги види во каква состојба е Фени. Не знам тука што би било спорно. Господине Жабазовски, извинете ме само, овие луѓе што ги потенцирам секојдневно се таму више, а не се назначени за менаџери. Ние знаеме дека они се потенцијални, мислим, нивните гази, фосасет, иначе тие луѓе што сега таму секојдневно се наши бивши менаџери во Фени. Тие више даваат наредби. Се стручни лица од дејноста, од... Добро, окей, они добро го познаваат Фени, него се секојдневно таму више почнуваат. Има таму и смена на менаџери. Мислам, се различува работа. Нема грешка да ме сватите, него ако беа да видат еднаш, два пати, три пати, значи, више ако се секојдневно, нешто нас не е чудно. Јас прашав и до господинот Анџушев еднаш прашање и до господинот Хари Костов. Јас понудата што ја имаше Енекот, немој грешка да бидам сватен дека држам страна, само сакам да ги разјасниме тие работи. Ја видов понудата што ја имаше Енекот. Го прашав господинот Хари Костов кај вас во комерцијална, дали има понуда на писмено како што е оваа од Енекот, од тие два швајцарскиот фонд и францускиот, таму тие французите што беа. Господинот не ми одговори коректно на тоа дека тоа е случајно од тие. И до ден денеска мислам дека само кажано, едно е кажано, друго дека да е на господинот Цадиковски моментот седи на компјутер и додека ние разговараме може да напише понуда за Фени од 70, 80, 100 милиони евра и да го даде како ли. Што тоа значи? Значи дека ги има средствата, значи дека може да го купи Фени. Ништо не значи. Со тие доставувања само на мејлови, на писма со различни суми, без никаква подкрепа за расположивост на тие средства, ние изгубивме месец и пол во целата постапка. Тоа беше и целта, господин Палитов, на меморандумот. Тој што сега сака со нас да сработува и да биде сериозен, да се третира од наша страна како сериозен инвеститор, треба да го докаже тоа. Дека има искуство во дејноста, дека има достап до руда, дека има најголем дел од бараните средства од наша страна се средства за обрт, за работа на компанијата, а многу помал дел се за средства кои што треба веднаш да се платат на банките. Добро, ви благодарам да вклучиме уште малку од публиката, па ќе Добро вечер. Јас сум Никола Димитриев, вработен во Фени Индустри како главен инженер за третман на води во погон енергетика. Сакам да прашам и до вице-премиерот Анџушев и до вас како представник на банките. Дали единствено решение, беше стечај за Фени? Бидејќи сум дипломиран металуршки инженер, сметам дека
фабрика што е во 100% кондиција и моментално стои повеќе од 2 месеци, претрпи огромни пари кои можеше да ги инкасира и да, вие како банки кои го покренавте стечајот, најдевте друг механизам освен стечај. Дали беше тоа правно, економски возможен? Благодарам. Прашањето е до кого? До мене и до... Да. Ај, тој го постави. Еве, јас двајцата ќе ви одговорам најпластично и прецизно. Сите шанси на Кунико како собственик и на директорот кој што тие го поставија потекнуваше од Енекот, им беа дадени во рокот од 2 месеца, кога цените на фероникелот беа високи, да компанијата ја проработат, да средствата ги донесат, да руда донесат и никој нив во тоа не ги спречуваше. Напротив, јас уште еднаш трет пат во оваа емисија ќе повторам дека јас дојдов ги представи, бидејќи тие се представуваат дека сакаат да инвестираат. Они пред вас ветија дека ќе дадат плата, дека ќе донесат руда, дека ќе почне компанијата да работи. И никој во тоа не ги спречуваше. Сега, кога се наоѓате во ситуација каде што тој што вика дека продава, а тоа е Кунико, не може да продаде, тој што вика дека купува, не може да го исполни тоа што го обеќал дека ќе го направи, дека ќе исплати трафигура за да ги тргне уделите за да може да ја купи компанијата, кажете кое друго законско решение постои. Ние не можеме да бидеме држава која што ги напушта принципите на правото и на законот. Ние мораме да бидеме правна држава и во рамките на правото да се исчистат сите дубиози. Во рамките на правото, чистење на дубиозите, значи ова што се случува. И тоа, пак ќе кажам, не е стечајот трагична постапка. Јас ја разбирам перцепцијата на јавноста, бидејќи ние сите сме навикнати на стечај во кој што фабриките се уништени. Јас длабоко верувам, ја пратам состојбата. Најголем дел од своето работно време губам на тоа. Да, и длабоко верувам дека во рамките на законот за стечај постојат и други начини на решавање на состојбата, а тоа е реструктурирање со програма на реструктурирање. И јас длабоко верувам дека тоа во Фени ќе се случи и дека ние за месец и пол до 2 најкасно од денеска ќе зборуваме за компанија која што стопанистува и работи. Она што сакам да го подвлечам уште еднаш е дека при тоа водевме грижа, ама немаме позиција да ние командуваме и управуваме, него имавме позиција само да замолуваме и да наоѓаме на разбирање од доверителите да тоа се води при тоа да се води максимална грижа за вработените. И мислам дека тоа го направивме. И мислам дека сите вие тоа ќе го видите по еден временски период. Можеме. Имаме друго прашање? Ајде, не, прво да дополни само Палитов, па вие ќе се Да господин Канџошев, само да му испотенцирам прески прашање што ви го постави вас. Пред 4 дена се случува таму во Фени во 14 часот и 30 минути пола зграда административна се пуштени надвор од неа, другите се внатре затворени оние што имат хитни работи таму со администрација да завршат. Имаше обезбедување на влезот на скелите, влезот на вратата во административната зграда. Горе зградите, мислам, не беше добра гледката за нас. Ја пак ќе речам, не е битно дали се ФОС или било кој друг, само некој не ни се допаѓа. Јас ќе бидам првиот, господине Анџушев, што со луѓе со вработените на Фени, со сите 850, што ќе излезам да ве пречекам вас и идните инвеститори после месец и пол, ако тоа да се надеваме дека ќе се заврши. Само самата понашање нека нас на луѓе не му се допаѓа, зошто тоа така се случува. Значи ние и сега кога веќе еве имаме потенцијален инвеститор и секојдневно е таму. Ние наместо да се осеќаме добро дека Фени ќе тргне, ние се осеќаме тргнати настрана, значи некој тоа не е добро, не се допаѓа. Стравувате од новиот инвеститор или стравувате од тоа дека бидејќи луѓето ви се познати дека станува збор за старо нов инвеститор, не можам да ве разберам до крај. Зошто тој инвеститор така влегува во Фени, а знаеме за инвеститор дека старо нов е во Фени? Во смисла? Во смисла дека тој е претходен инвеститор што беше до 2015 година. Тоа го знаеме сите, мислам дека и со вице-премиерот. Не, ако е тоа така, тогаш тоа веројатно нешто не е добра работа овде. Ако зборуваме за истиот инвеститор кој што ја донел компанијата до оваа состојба кој што е. Меѓутоа, каде ви се тие податоци? Тоа не ве разбирам, господин Палитов. Значи, да ги трнеме шпекулациите на страна
и да бидеме повторно прецизни со аргументи. Видете, мислам дека и емисијата е премногу сериозна, јас ја почитувам и телевизијата, и мислам дека ние треба да ја вратиме работата кон аргументите, а не као разговор кој што ете така е необврзувачки и не сакам да употребам полош збор, како што го слушавме на линкот или сега како што овдека слушаме. Инвеститор сега, она што јас го знам, и тие што се представија и пред мене и пред доверителите е GSOL. GSOL е фонд кој што располага со милиарда евра капитал, кој што нема никакви потешкоти, кој што сега настапува со компанијата ФОС, и сакам да јас лично ги проверував информациите околу потешкотиите на ФОС кои што излегува во јавноста пред некој ден, и тоа испадна дека тоа е ФОС јапонска компанија која што случајно има исто име и дека нема никаква врска со овој ФОС кој што има портфолио по швајцарските банкарски регулативи. Што се однесува до тоа што се случува сега во ФЕНИ, јас не знам секој ден што се случува, но она што знам дека треба да се случува согласно законот, тоа е дека во моментот тече постапката на пријавувањето на побарувањата. Значи, постојат законски рокови, согласно законот, кои што не можат да бидат убрзани, а тоа е 15 дена за да се пријават сите побарувања. Нормално, кога се пријавуваат сите побарувања, потребно е да од архивите на компанијата бидат тие истите проверени, дали се точни, дали не се точни, и заради това, веројатно дел од вработените кои што се занимаваат со сметководство таму и кои што се занимаваат со финансии се повикани на работа за да му помогнат на стечајниот управител. Стечајниот управител во моментот е единственото овластено лице кое што може да управува со процесот кој што таму се случува. Тој има право да повика обезбедување со кое што ќе ги обезбеди имотот, движен и недвижен, за да не биде тој оштетен, и второ, има право да повика дел од вработените кои што цени дека може да му помогнат во постапката на утврдување на листата на доверители и на вистината во компанијата. После завршувањето на тој процес, сега јас ви го тумачам законот, значи после завршувањето на тој процес ќе се формира одборот на доверители, односно тој ќе соопшти листата на доверители и кој со колкав процент учествува. Тие ќе бидат поделени на обезбедени и необезбедени. Тој ќе го формира одборот на доверители, ќе го предложи, нормално стечајниот судија треба да го прифати. Тој одбор на доверители ќе побара од сите инвеститори. Секој доверител може да предложи план за реорганизација. Тука ги охрабрувам ЕНЕКот и уште еднаш повторувам, бидејќи и тие се доверители со 1 милион евра за испорака на електрична енергија, тие може уште утре да достават нов план за реорганизација што е подобар од GSOL, и тие ќе го добијат тоа, бидејќи одборот на доверители нема интерес да прифати послаба понуда. Бидејќи одборот на доверители има интерес да се обештети комплетно. И ако тие и се уште имаат шанса, никој никого не е исфрлил од игра. Само за да се почне постапката се бараше сигурност некој да депонира пари, тоа го бара банките. Добро, за да не дозволете ми господине Чадиковски да завршим. Ова господине Анѓушев неколку пати. Па добро, ама неколку пати на истото се враќаме. Па добро, да, борет, ајде повелете со прашање. Богдан Стивичо, поранешен менаџер во ФЕНИ индустрија на внатрешен транспорт и сега изберен од стечајниот управник исто менаџер на внатрешен транспорт. Сакам да кажам дека ние сме во активен стечај. Не сме во пасивен стечај да одиме тамо, да седиме по цел ден, ни машини да погледнеме, ни да одржаваме, да оставиме опремата на пропаст. Наша должност е тамо да ги одржаваме машините, изберени се у секој погон, менаџери назначени за секој погон од стечајниот кој треба да се грижи за погонот. И тоа и го правиме, И мора да одржаваме опремата во потполност, може да кажам дека му веруваме и на господинот Кочан Анѓушев, и благодарност до банките што направија на таков начин да се заврши оваа работа, пошто можевме сите да одиме по дома. Ако ја активираа стечајната постапка, јас бев сведок кога идеа извршители тамо, лично кај мене ги лепеа етикетите по возилата, знам какви трауми доживеа вработените во ФЕНИ во тоа време. Сведок сум на сите настани што се случуваа. Тука може да кажам дека од вработените испратена е екипа и нема доверба преседателот меѓу вработените. Најголем дел од вработените му веруваат на човекот што е постар тука, Благој, од поранешен синдикат, и
мислам дека зазима права страна. До сега луѓето беа изманипулирани и госпоđата Беширова што кажа многу аргументи. Јас би ја прашал госпоđата Беширова кога испаднаа банките, дека бараа, тоа кажуваше дека 3 милиона, па изголемиле не знам колку, па не знам колку. Зошто кога кажаа банките 20 милиона дека бараат и сета работа да се заврши, зошто не ги даде Беширова парите? 20 милиона и сета ќе беше завршено. Сите вработени ќе застанеше на нејзина страна. Сите вработени. Добро, имате прашања до некој од гостите или до Прашање синдикатот? има до председател на синдикатот. Ајде. Зошто сега такви работи се прават, се делат луѓето на групи со вакви изјави, кога работата оди во позитивна насока, а и да го прашам, зошто не ја заштитија опремата од бившиот директор кога се изнесуваше надвор? Се изнесе отприлика за 1 милион евра опрема надвор. Зошто не ја заштитија опремата? Добро. Не ми е јасно тоа. А сега кажуваат приказни различни, Повелете и ги убедуваат некои луѓе, и тоа се мал број на вработени, не се ни 10% од вработените. Ајде, прво за легитимноста на 90% синдикатот. од вработените се го поддржуваат премиерот и банките во ФЕНИ. Јас вака пак ќе испотенцирам, не сакам да бидам грешка разбран од вице-премиерот и од господинот Џамбазовски, затоа преска сакав малце да му кажам на тоа сето, али господинот мислам дека е грешка, не сакам и да го земам тоа во обзир дека колку луѓе мене ми веруваат или таму, мислам тоа го видоа луѓето и го знаат доста тука присутни и не е добро така да се изразувате тука. Мојата легитимност е легална и дека јас нешто погрешка имам таму направено, да знаете дека не е така, ви уверувам вас сите. Секогаш сум бил со народот и секогаш одам напред, секогаш и кога беа тие протести таму, прво бев против сето тоа, али кога бараат сите, едноставно вработени, да не речем повише, а не неколку луѓе, што речи 10% господин, мислам, не сакам да се правдам, тоа го видоа и на сите тие случувања таму што беа, значи нема проблем, може да кажа што сакат према мене, јас не се осеќам виновен за ништо и знам дека работам за сите тие вработени, дека е... Повелете, господин Благоја. Јас сум Митар Благој, главен работодител на топење. Во ФЕНИ сум од 18-та година и сум учествувал во сите досегашни случувања во ФЕНИ. Само да појаснам нешто, пред да почнеме. Незадоволството од случувањата во ФЕНИ почнаа пред август месец. Затоа што кога почна да се работи со претходната фирма Конико, ден за ден, со набавка на репроматеријали, резервни денови. И уште тогаш се насите работа дека не оди на добро кај нас. Кога плански се намали производството на 600 тона. Тога ние вработените почувствувавме дека не оди на добро. Ние успешно работевме, само да напоменам, 2013 ФЕНИ произведе 20.000 тона. Кога цената беше може и над 20.000 евро. Тоа може и банкарите да го израчунат колку се, над 400 милиона. 2014 произведохме 18.000 тона. 2015 намаливме едната печка малку киксна, 2 месеца 17.000 тона. Значи, кога тие години претходната фирма, претходниот собственик Конико остварило такво производство, остварило сигурно и голем профит. А сега 2017 го намали производството и ни прикажуваше ние дека сме во загуба и ни убедуваа дека ние сме заглавени. Јас верувам дека не беше така, бидејќи ако имаме толку години успешно производство, големо производство, сигурно претходната фирма имала и средства да ги исплати, например, ако е во загуба, како што напоменуваа дека во загуба месечно по милион и нешто. Во што не верувам, бидејќи ФЕНИ има работено и со $6,000 кога беше пазарната цена на никел. Ќе ве молам малку побрзо само, што ви е поентата сега на... Поентата дека случувањата во ФЕНИ и недоразбирањата, например, со синдикатот, имаше иницијатива од вработените, дека ова не оди на добро, дека треба да се свика собрание, за да ги видиме случувањата какви се, што се и што се спрема со ФЕНИ. Погрешно бевме разбрани од синдикатот дека
намерата ние да го менјаме тоги во тој услови и од тогаш недоразбирањето со синдикатот почна, а уствари било нешто друго. Имало некои неправилности во работата на синдикатот, што се обистинија, например, околу дрва, такви работи, што Ние вечерва мислам дека овде не сме за да ја оправиме состојбата во синдикатот на Фени, ние сме тука дојдени да видиме што ќе се случува со Фени. Така да вашите внатрешни проблеми или несогласувања ќе ве молам можете да си ги решавате и утре и заутре и позаутре, но оваа состојба што ја спомна господинот Митрев практично со работењето на Кунико во последните години и со долговите што се направени, бидејќи тие велат дека секој месец прават по 1 милион евра долгови, практично најдобро се гледам веројатно преку онаа кривична пријава што дојде од финансиската полиција. 50 милиони евра испумпани од Фени. Зошто порано не се спречи заменувањето на директорот? Ако за ова постоеше. Знам дека не сте истражен орган, но веројатно сте разговарале и внатре во... Значи, предмалце нели рековме државата да не се меша у бизнисот, државата не може да се меша и у судот, нели? Така да практично, ајде прво да одговориме, јас почнав на почетокот на емисијата да објаснувам, но поприлично е комплексно и вие ме прекинавте, а еве сега ќе ја искористам таа можност да објаснам. Фени е имал поприлично комотната позиција да набавува основната суровина рудата од своја компанија и целокупното свое производство да го продава пак на своја компанија. Набавувал од Гватемала, продавал во Дубај. Без разлика колку Фени во Македонија правел загуба, Фени во Дубај правел добивка. Значи имал комотната позиција и тоа некој го дозволил, некој си има тука стандарди меѓународни за cross-border pricing, значи си има тука технологија, да не навлегуваме во тоа, требало тоа да биде спречено на време. Господинот е во право. Фени во даден период правел големи профити. Тие профити правеле големи дивиденти. Тие дивиденти биле нормално дистрибуирани кон сопствениците. И точна е вашата констатација дека во текот на минатата година, во сите тие должничко-доверителски односи помеѓу сестри фирми, мајки и ќерки фирми и така натаму, на истите сопственици, да Фени должел према Кунико групацијата 35 милиона евра, ако сега не ме фаќајте за збор околу бројките, али мислам дека се прецизни, а при тоа Кунико групацијата према Фени должела 50 милиони евра. 35 милиони евра останале, значи да Фени должи, а 50 милиона евра кои што Кунико групацијата должела према Фени, тие се избришани со една реченица. Одлука и со налог на сметководството. Тоа е надвор од здравата логика и уште понадвор од економската логика. Така да, значи, практично таквите, јас сега и не ги знам сите до крај, нормално истражните органи ќе си ја завршат работата, практично сега и стечајот ќе ги отвори сите тие процеси, ќе ги видиме, значи затоа стечајот е и транспарентен процес, меѓу другото, кој што ќе ги извади на видели на сите овие работи. Мислам дека јас не можам да тврдам како и колку средства се изнесени од Фени и на кој начин, но еве само ви кажувам еден пример како тоа нешто можело да се случува. Така, јас не сакам да шпекулирам, се држам секогаш до аргументите, целата емисија тоа го правам и целото мое, како да кажам, учество во владата гледам да се држам до аргументите, бидејќи само така, до бројките и аргументите можеме да дојдеме до вистината, а пред се вработените и целата македонска јавност ја заслужуваат вистината. Добро. Благодарам. Имате уште едно прашање, па да одиме на реклами. Ајде. Јас ќе поставам уште едно прашање. Бидејќи компанијата што е швајцарска, се луѓето кои што заминаа со господинот Даскалакис во Доминиканска република и сега тие се враќаат да ја гледат повторно Фени. И вработените тоа го знаат кои се тие и за тоа има доумица зошто тоа се крие. И мислат дека стои зад таа швајцарска компанија господин Даскалакис и господинот Бени. Тоа луѓето го гледаат дека тие се истите луѓе што сега го гледаат. Повелете, Никола. Рудникот и фабриката во Доминикана е собственост на Джисол. И затоа дел од тие луѓе кои што порано отишле таму да работат, сега се дојдени. Само до тоа што они се веќе собственици на производен
погон, поголем по обем на работа од Фени, јасно ви кажува за нивната сериозност. Да нема никаква магла околу потенцијалните инвеститори. Според сите наши информации, GSOL е исклучително сериозен инвеститор зад кој што стоят институционални инвеститори, а не физички лица. Ја веќе еднаш кажав, господинот кој што вие го посочувате, до овој момент се нема појавено во ниту еден од преговарачките тимови на било кој потенцијален инвеститор. Доколку GSOL или некој друг реши да ангажира како експерт или во било која друга форма, било кое физичко лице кој што смета да ќе даде допринос, нити ние имаме зошто некој да фаворизираме, нити зошто некој да отстрануваме од процесот. Пак ќе кажам, сега имаме еден исклучително сериозен. Дај Боже да имаме уште неколку кои што ќе бидат на некој начин конкуренција во целиот процес. Јас лично би посакал да има повеќе инвеститори, бидејќи само конкуренцијата ќе направи да цената стане повисока и да доверителите, вклучително и вие како вработени, бидете обештетени во целост. Повелете. Александар Кароловски, работен во Фени Индустри. Господине представник на банката, ето вас имам едно прашање. Ако што кажавте дека вие како банки све ги исплатиле платите на работените на Фени, дали и кажавте дека стоите позади кредитите на работените? Не го исполнете тоа. Дали, ве прашам, дали и застанале позади превозниците кои што исто имаат големи рати, камати и кредити во вашите банки? Фала. Мала техничка преформулација. Ние обезбедивме средства на Фени во стечај, за Фени во стечај стечајниот управител да подели плата на вработените и во моментот ние се задржуваме, верувам, сите сте свесни дека ова е надвор од вообичаените банкарски практики, да се грижиме за минималните услови на функционирање на Фени, за одржување на технолошкиот минимум, како и за обезбедување на платата на вработените. Не можеме ние да тргнеме сега во друга крајност со секој доверител да можеме на некој начин да интервенираме, тоа би било спротивно на интересите и на нашите акционери, сепак верувам дека сите сме свесни. Затоа меѓутоа стварно очекувам колку процесот побрзо ќе оде, толку полесно не само превозниците и другите необезбедени доверители ќе се обештетат од страна на потенцијалните инвеститори. Господин Джамбазовски, дали знаете дека на овие превозници, сега што го спомна господинот, дека му се активирани хипотеките, дека луѓе ќе почнат да се бесат таму? Уште ги заложиле куќите, купиле камион за таа фирма. Овој процес е исклучително тежок за широк спектар на граѓани. Меѓутоа, верувајте, и можностите и на банките, и на владата, и на сите институции се ограничени. Ние, тоа што барем у моментот е подршка од ваша страна, а гледам дека имаме, за процесот колку побрзо да заврши, барем тие штети што веќе се настанати да завршат тука и да се минимизираат. И тие што имат сега побарување во иднина со работа со новиот сопственик на Фени, да можат, можеби од таа заработка дел од претрпената штета колку што е можно побрзо да надокажат. Меѓутоа, верувајте, немаме магично стапче, ние сега у моментот дека... Благодарам, тука одиме на куса пауза за реклами и се враќаме со финалето во дебатата. На тема Фени и тоа што ќе се случува понатаму, дебатираме во студиото со вице-премиерот Кочо Андјушев, Никола Джамбазовски, представник на банките доверители, Ѓорѓи Палитов, представник на синдикатот, предходно со нас беше и представничката на фирмата Енекот од Бугарија. Останавме должни еден одговор на прашањата тука. Знаеме дека Фени соработува со многу комитенти, према некои се уште должи пари, едни од тие се превозниците. Андјушев, како ќе се подмират? Значи, видете, кога викаме дека има необезбедени доверители, практично целата борба сега е да се обезбедат сите, односно да се подмират во најголем можен процент сите доверители, вклучително и необезбедените.
необезбедени, значи на превозниците не им должи Фени, да бидеме прецизни, им должи Нова логистика. Нова логистика е ќерка фирма на Фени, која што ги ангажирала превозниците, а Фени должи према Нова логистика. Значи, откако Нова логистика ќе се подмири од доверителите, односно од новите инвеститори во процесот на завршување и реструктурирање на компанијата во стечајната постапка, Нова логистика треба да им ги исплати парите на транспортерите. Тие се во висина од 4 милиона евра, тие се веројатно и најсензитивниот дел од доверителите кои што треба да им бидат исплатени средствата, затоа што таму има над 100 превозници кои што земале кредити, ставиле хипотеки на станови, купиле куќи, купиле камиони за да можат да возат исклучиво за Фени. Тие наменски тоа го направиле. И сега, меѓутоа, претходното раководство на Кунико, и тоа е коректно да го кажат превозниците, барал од нив да возат 120-200 дена без плаќање. Значи, тогаш више се надзирало, како што кажа господинот од вработените, дека настануваат проблеми. Тогаш требало да се реагира. Нормално, тоа бил однос помеѓу нив, никој не можел да го знае. Меѓутоа, кога вие веќе почнувате да барате одложено плаќање од 120-200 дена, веќе јасна е ситуацијата. Добро. Така да тоа сакам да го прецизирам. Ви благодарам. Ајде уште само кратко едно прашање последно. Едно прашање, јас сум Ристе Коцев, вработен во Фени, возач на крес возило, до нашиот председател на синдикатот. Сакам да го прашам, дали со зимањето по зајмица за да ги обештети нашите вработени за огревните дрва, не води една политика или не зазема став према Енекот, бидејќи тој е наш раководител и треба да ги застапува нашите барања, треба да заземе позиција што побргу, да си дојдеме на работа, да бидеме вработени, да си земаме плата и го молам да ми одговори како ќе ги враќаме тие пари, дали сме ние задолжени сега према Енекот, пошто Енекот ни пожелува да работиме, значи пак Енекот гледа некој интерес во нас и дали ќе дадеме голем процент од тие пари како ќе ги вратиме. Благодарам. Палитов, кратко одговорете. Јас појаснав преска дека не сакам да земам страна, тоа беше примерно. Но добро, сега конкретно е прашањето. Господинот добро го познавам и он е неколку пати со таа позајмица што давам према вработените услужен, ама гледам не е благодарен, не е битно. На сето тоа, јас побарав, таму имаше еден случај, не знам дали да го потенцирам више, се случи преска, напоменавме таму како авансна фирма за дрва, беа уплатени 3 рати, дрвата не ги испорача, таму има кривична си, оде судски процес и сето тоа. И морав да барам начин како шо, побарав од неколку и позајмица од СИР, позајмица од друго место, во сусрет ми излегува бугарски Енекот, и пуштија пари за да ги повратам на луѓето таму. Они испотенцираа криминал, се живо, али тоа беше пред известно време потенцирано од полиција, мислам со сето известно време, дека тоа како е случајно организиран криминалитет се чуда, ја никаде не бев спомнал што тоа господинот сака да го испотенцира, нема врска, мислам, сето тоа. Прашањето беше дали ќе бидат задолжени луѓето и синдикатот да ги врати овие пари или како? Не, тоа е именно тие треба пари да се вратат кога ќе се повратат парите од тужбата што е поднесена кривична тужба и тужба граѓанска парница према луѓето што претходно не успеа. Криминал, тоа е така. Тогаш тие пари ќе бидат повратени ако тоа. Добро. Ви благодарам. Тука сакам да ги видиме поентите на вечерашната емисија. Државата во ниеден момент не излезе надвор од капацитетот на своите ингеренции. Моментално процесот е во рацете на судската власт и процесот е во рацете на доверителите, чиј одбор треба да се формира согласно стечајната постапка. Што не ни казахте още в началото довиждане, не ни губете времето, банките са наясно, че не ви искат, ние си имаме друга идея за Фени. Защо не ни го казахте? Целата процедура во овој момент внатре во Фени и во тоа кој пристапува, кој не пристапува, ја води стечајниот управник и тој е единствено надлежен да поставува лица на соодветни позиции. Како вработени, ама баш не е битно кој ќе биде инвеститорот таму, нас не е битно фабриката да работи, да земеме таа една плата за нашиот тој личен доход за прехрана на нашите фамилии. Да, повторно во живо во студиото. После се, господин Ѓушев, кога можеме да очекуваме разрешница на ова и повторен старт на Фени
Имате ли некој таймлайн во целата оваа ситуација? Јас длабоко верувам дека преку оваа постапка ќе покажеме дека доколку државата, правосудните системи, совесните доверители си ја завршат работата онака како што треба, дека оваа постапка ќе заврши најтранспарентно и сум длабоко убеден дека Фени во еден период, доколку нема дополнителни обструкции, во еден период од месец и пол до 2 ќе работи со полна пареја и ќе можеме ова епизода неубава да ја заборавиме, а понатаму сите од незе да извлечеме поука. Вработените треба да извлечат поука, тоа они најдобро го знаат, но јас само можам да сугерирам дека треба да ја пратат ситуацијата и кога ќе настанат пореметувања да знаат дека нешто не чини и преку своите синдикални организации совесно да реагираат. Банките треба да ја пратат ситуацијата и да видат дека компанија која што не предава завршна сметка треба веднаш да се испита зошто е тоа така направено, а владата во делот на своите ингеренции треба преку своите инспекцијски служби да ги прати сите овие настани. Тоа се случувало пред оваа влада да стапи на функција, јас не сакам тоа да го потенцирам, меѓутоа сакам само да го кажам дека како, доколку сите си ја вршат својата работа, ова никогаш нема да се случи. Но, она што е важно, јас длабоко верувам дека ова ќе биде еден позитивен пример на стечај, на примена на законот за стечај за реструктирање на компанијата и мислам дека после извесен период од месец и пол или 2 ќе можеме повторно да дискутираме на темата, но со многу попозитивен тон. Јас сум во тоа длабоко убеден. Збор. Да, Беше зборот и ваш е збор. слоган, па ќе видиме за 2 месеци дали зборот вреди. Така е, зборот е збор и све што беше во капацитетот на владата, а таа нормално нема сега главна улога во оваа ситуација, јас тоа неколку пати го потенцирав, направи за да состојбата биде транспарентна, да процесот биде согласно законските постапки и да се бориме пред се, значи со посредување и со молба према сите страни да водат грижа и за капиталот, и за вработените, но и за необезбедените доверители. Добро, благодарам. Како банките ќе се однесуваат, требаше да биде ќе бидат ли полошо, за да одговорни во почне да целата биде оваа ситуација? подобро. Само ќе го да искористам приликата, бидејќи сте тука како представник на трите банки, да кажам дека веднаш после интервјуто на господјата од Енекот, една од трите банки, тоа е Стопанска банка, ги повлече рекламите во 24 телевизија. Јас знам дека се согласувате во се надевам дека една ваква практика на бизнисот и медиумите не би требало да продолжи во иднина, но нека стои на нивното работење, тоа како една црна дамка. Сепак делот на маркетиншка политика на банките е независен од делот на процесот и она што ние го разговараме вечерва. Сакам само да процентирам дека ако не верувавме, ние немаше ни да го почнеме овој процес. Длабоко сум убеден дека сме на прав пат и дека за краток временски период Фени ќе може да поработи во полн капацитет. Меѓутоа, целта на овој процес е и да не се доведеме до ситуација после година-две повторно да седиме на истата маса и повторно да разговараме за истите проблеми. Овој пат ни треба сериозен инвеститор со сериозни финансиски и човечки ресурси да го продолжи работењето на Фени. И тоа е главниот фокус, верувам, се вложивме и сите како институции, и вие како вработени, и останатите доверители за да најдеме вистинското решение и мислам дека сме на правиот пат. Палитов, имате ли верба во институциите, па и во овие зборови што вечерва ги чувте? Господин Джамбазовски, јас верувам во тоа дека вас тоа ве сето проверено и дека Фени ќе работи успешно после овој стечај, ако го поминеме побрзо. Само пак да ви кажам, јас во овој инвестицијски фонд не верувам. Мислам дека во последно време ги видовте тие некои линкови тамо дека тоа е лажен фонд, имаме некои документи за тоа, али окей, кешки да сум јас грешка и да сето тоа. Не е така. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Се разбира, некаде во крајот на јануари или февруари веќе ќе треба да ги имаме резултатите од сето ова што за кое што вечерва дебатиравме. Сите се надеваат, се разбира, најмногу вработените во Фени на најдоброто. Очекуваме дека ќе излезе така. Ви благодарам на вниманието. Останете со програмата на телевизија 24. Почитувани дискутанти, ви благодарам што бевте гости. Почитувана публика, ви благодарам вас. Благодариме и ние.